Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во претходната епизода спомнав дека доста добар дел од псалмите се месијански по природа, но и дека во суштината на оваа старозаветна книга се наоѓа Господ Исус Христос. Јас дури би рекол дека секоја песна од оваа книга е поврзана со него. Во Псалм 1 читаме за благословениот човек. Имајќи го на ум тоа што предмалку го кажав, би заклучил дека во одредена смисла и Псалм 1 е еден вид на опис на Господ Исус Христос. Тој беше благословен богочовек. Во некои преводи од овој псалм се користи зборот среќен наместо благословен, но кога зборуваме за среќа во овој контекст, треба да мислиме на човек кој своето исполнување во животот го наоѓа во Бога. Јас сум убеден дека Христос беше среќен од таа гледна точка и општо верувам дека додека живееше на земјата, тој беше радосна и ведра личност. Вистина е дека во книгата на пророк Исаја, глава 53, тој е опишан како човек на таги и жалости, но тагите кои Исус ги носеше во себе не беа неговите, туку нашите кои произлегуваат од гревот. Во Псалм 1, стих 1, ни се дадени неколку особини на благословениот човек, односно ни е опишано неговото поведение. Потоа, во останатиот дел ни опишана силата со која тој располага, но и неговата постојаност. Но, ајде да почнеме со читање на текстот. Забележете дека во првиот стих авторот ни кажува што благословениот човек не прави. Блажен е оној човек што не оди по советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Тука ни се опишани три дејствија во кои благословениот човек не е вклучен. Прво, читаме за одење, потоа за застанување и на крај за седнување. Не само тоа, туку се опишани и три видови на неверници. Првите се безбожниците, за кои псалмистот вели дека имаат свој совет, но благословениот човек не оди на него. Потоа се грешниците, кои одат по одреден пат, но благословениот човек не чекори по тој пат. И на крајот се развратниците, кои се представени како седат во друштво, но благословениот човек нема намера да седи заедно со нив. Совет, пат и друштво. Да почнеме со обработка на овие зборови и нивното значење. Прво се спомнува советот на безбожниците. Мислам дека зборот совет е доста едноставен и нема потреба многу да се објаснува. Оние кои живеат безбожно се полни со совети за тоа како треба да се живее, но благословениот човек не ги слуша. На некој начин би можеле да кажеме дека тие луѓе имаат своја волја која се обидуваат да ја наметнат на другите. Господ Исус никогаш не дозволи безбожниците да му ја наметнуваат својата волја, туку во се постојано ја бараше волјата на небесниот татко. Тој не се водеше според тоа што другите го мислат или велат, туку според волјата на таткото. Ке се сетите дека во неколку наврати во Евангелијата самиот тој изјавува дека дојде на овој свет за да ја извршува волјата на небесниот татко. Значи, нема ништо лошо во тоа да се водиме според туѓо мислење, се додека тоа туѓо мислење е Божјото, а не мислењето на луѓето. Ние христијаните сме повикани да чекориме по вера, а таквиот живот ја исклучува можноста да чекориме според мудроста на безбожните. Кои се безбожни луѓе? Оние кои живеат како Бог да не постои. Во нивните срца нема страф од Бога. Тие постапуваат како сакаат и сметаат дека нема да сносат последици за своите дела. Околу нас има многу такви луѓе. Кога наутро се будат, не му благодарат на Бог. Не му благодарат и кога седнуваат да јадат. Ниту пак се благодарни за своето здравје. Едноставно не покажуваат каква било чест кон Создателот. Вториот тип на луѓе кои благословениот човек ги избегнува се грешниците. Не знам дали некогаш те размислиле за значењето на зборот грев.
Во своето изворно значење, зборот грев значи да се промаши целта. Тоа значи дека грешниците се оние кои не живеат онака како што треба. Тие се оние за кои писмото во Изреки, глава 14, стих 12 вели: Има патишта кои на човекот му изгледаат правилни, но нивниот крај води кон пропаст. Што значи тоа? Ова значи дека некои грешници сметаат дека нивните животи се сосема во ред и на некој начин како да се несвесни дека се движат кон пропаста. Но, од друга страна, писмото јасно ни кажува дека сите ние сме грешници и дека ни е потребно Божјото простување. Тоа е запишано во послание до Римјаните, глава 3, стих 23. Таква е нашата духовна состојба без Бога. Ние сме грешни и духовно изгубени. На крај се спомнати и развратниците, или во некои преводи се вели и смевачите. Покрај другите, и атеистите припаѓаат на оваа група. Тие не само што го одрекуваат Бога, туку и се исмеваат со Него. Но во Изреки, глава 3, стих 24, се вели дека ќе дојде момент кога Бог ќе се исмева со исмевачите. Ќе продолжиме со читање. Забележете што пишува во стих 2. Ако досега читавме што благословениот човек не прави, сега ќе видиме што тој прави. Туку му омилел законот Господов и за законот негов дење и ноќе грижливо размислува. Ова е нешто кое е од исклучителна важност од библиска гледна точка. Познавањето на Божјиот закон, односно познавањето на Божите зборови кои се запишани во Светото писмо, е од исклучителна важност ако сакаме да живееме благословен живот. Без овој суштински аспект, невозможно е да бидеме вистински благословени. Се разбира, не е доволно само да кажеме дека знаеме што пишува во Библијата, туку потребно е и да живееме согласно Божите зборови. Каква е ползата ако знаеме дека нешто е добро, а не го применуваме? Благословениот човек се насладува во Господовиот закон. Тоа значи дека Господовите зборови му причинуваат радост, за него тие не представуваат бреме. Причината поради која во светот има болка, страдање и потиштеност е фактот што ние луѓето свесно и постојано одлучуваме да живееме спротивно на Божиот закон. Во 1 Јованово глава 5 стих 13 апостолот Јован вели дека преку пазењето на Божиот збор ние можеме да покажеме дека вистински го сакаме Бога. За жал, има луѓе кои велат дека само затоа што спасението се добива по благодат, тоа ни дава нам слобода да живееме како што сакаме. Но тоа не е нешто што е запишано во Божиот збор. Иако сме спасени преку вера, а по благодат, сепак ние сме повикани да живееме согласно Божите принципи запишани во Писмото. Во Галатјаните, глава 5, стих 13, апостолот Павле не подсетува дека сме повикани да живееме во слобода, но да не ја користиме таа слобода за да му угодуваме на телото, туку да си служиме еден на друг. Слободата не е дозвола да живееме распуштен живот. Еден човек ми рече: не можеме да се спасиме преку пазењето на 10 Божји заповеди. Тоа е така, но за жал, истиот човек продолжи и ми рече: тоа значи дека можеме да ги прекршиме кога сакаме. Тоа не е вистина. Спасението по вера не значи дека нашите дела можат да бидат неправедни и грешни. Кога ќе дојдеме кај Бог преку вера во Неговиот Син Исус Христос, Тој не повикува на висок морален стандард. Треба и преку нашите зборови и дела да го покажеме плодот на духот, љубов, радост, мир, долготрпеливост и така натаму. Благословениот човек не само што наоѓа наслада во Господовиот закон, но стихот ни вели дека за тој закон дење и ноќе размислува. Замислете си крава која јаде трева. Мислам дека тоа е многу добар пример за значењето на овој дел од стихот, каде во суштина се вели дека благословениот човек медитира врз основа на Господовиот закон. Кравата излегува на полето наутро и ја јаде тревата на која има утринска роса. Таа ужива во утринскиот оброк и потоа оди да легне под дрво за да одмори.
Кравите имаат желудник кој се состои од 3 делови. Кога за прв пат кравата ја јаде тревата, таа се складира во првиот дел од желудникот. Кога ќе легне да одмара под дрвото, кравата ја враќа изедената храна надвор и повторно ја джвака. И со тоа, таа се складира во вториот дел од желудникот. За неа, тоа е како да го јаде вториот оброк на денот и така натаму. Поентата е дека една иста храна се обработува неколку пати. Кога го читаме Божиот збор и го обработуваме во нашите срца на тој начин, кога на него размислуваме, се обидуваме да видиме каква е неговата примена за контекстот во кој живееме. Ние всушност размислуваме за Господовиот збор онака како што е запишано во стихот кој го прочитавме. Псалмистот вели дека благословениот човек го прави тоа дење и ноќе. Дали ова значи дека за да бидеме благословени, мора секоја секунда од денот да размислуваме за Светото писмо? Не би рекол, тоа не е возможно. Поентата на овој стих е во текот на денот да се подсетуваме на Господовите зборови, да ги имаме во предвид и да размислуваме за нивното значење. Како што кравата прежива и повторно ја јаде храната, така благословениот човек повторно и повторно размислува за Господовите зборови. Стих 3. Тој е како дрво посадено крај вода изворска. Фразата вода изворска се однесува на изобилие од духовни благослови кои му се дадени на човекот кој го прави сето тоа што досега го читавме. Таквиот е спореден со дрво кое е посадено крај вода изворска. Забележете што вели пророкот Исаја во глава 61 стих 3. Да им соопштам на оние што тагуваат на Сион, дека ним место пепел ќе им се даде украс, место плачење мирисно масло на радост, место опадна дух славна облека, и ќе ги наречат дабови на правда, градина на Господ за негова слава. На неколку места во писмото праведниците се споредени со дрвја кои се посадени крај вода, но и кои даваат добри плодови. Всушност, секој човек е како дрво. Оние кои одат по Божиот пат даваат добри плодови кои се за благослов на луѓето околу нив, а оние кои одат по патот на гревот и световноста даваат скапани плодови од кои никој нема полза. Псалмистот зборува за изворска вода, а водата некогаш во писмото се користи како символ за Божиот збор. Некој можеби ќе рече, како можеш да го знаеш тоа? Дозволете ми да се дообјаснам. Во Исаја, глава 55, стихови 10 и 11 пишува: како што дождот и снегот паѓаат од небото и таму не се враќаат, туку ја напојуваат земјата и ја прават способна да раѓа и да се зеленее, за да му дава семе на оној што сее и леп за да јаде. Така и моето слово, што излегува од устата моја, не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што ми е угодно и го прави она за што сум го испратил јас. Божиот збор е како дожд, односно како вода, која паѓа на земјата и дава можност да даде добар плод. Едно дрво не може да расте и да дава добар плод или зелени лисја, доколку не се наводнува. На ист начин, човекот не може да дава добри плодови, доколку неговото срце не е под влијание на Божиот збор. Дали и колку ние како христијани ќе даваме добри плодови преку нашите зборови и дела, зависи од тоа колку често се изложуваме на учењето на Божиот збор. Продолжуваме со читање на стих 3. Кое својот род го дава навреме. Ова е навистина интересна изјава. Се чини како псалмистот да кажува дека Божите дрвја не даваат род во секое време, туку навреме. Понекогаш слушам некои христијани кои велат дека постојано треба да придобиваме души за Христос. Но не сум сигурен дека тоа е реално очекување, а и самиот Бог не го бара тоа од нас. Забележете што се вели во 2 Коринтјаните, глава 2, стихови 14 и 15. Но да му благодариме на Бога, кој секогаш ни дава победа во Исус Христос.
и на секое место преку нас го пројавува мирисот на спознанието на самиот Него. Зашто ние сме му на Бога благопријатен мирис Христов и меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои пропаѓаат. А во следниот стих се вели: на едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. И за ова, кој е способен? Нашиот повик е да го споделуваме Божиот збор со луѓето кои ги сретнуваме и познаваме, а задачата на Божиот дух е да им даде на тие луѓе спасоносна вера. Преку оваа аудиопрограма во која го проучуваме Светото Писмо, ние се обидуваме да ги приближиме луѓето до Христос. Но тоа не е наше дело, туку дело на Светиот Дух. Нашата задача е да го споделиме Божиот збор, а кога го правиме тоа, Светиот Дух дејствува во срцата на оние кои слушаат. Но, што ако денес никој не се спаси преку слушањето на оваа програма? Дали тоа значи дека ние сме потврлиле? Не, бидејќи Бог не ме повикал мене да ги спасувам луѓето, туку да ја пренесам неговата покана и повик за спасение, а на нив останува како ќе реагираат на тоа што го слушаат и на дејството на Духот. Мојата одговорност завршува со споделувањето на Божиот збор, а потоа следува вашата. А секој кој го слуша Божиот збор има голема привилегија, но и сериозна одговорност и мора да одлучи како ќе реагира на ова Божјо откровение. Една од одликите на благословениот човек, односно на Божјото дете, е дека навреме го дава својот плод. Продолжуваме со читање, стих 3. И чиј лист не венее. Ова значи дека Божите дрвја се зимзелени, односно дека оние кои пребиваат во Господовиот збор, оние кои дење и ноќе размислуваат за тоа што Господ ни го дал како откровение во Светото Писмо, се луѓе чие сведоштво постојано ќе биде добро и примерно. Се разбира, тука не зборувам за совршенство, но за живот кој е заснован на Господовиот збор и живот кој без разлика со какви временски услови ќе се соочи, сепак ќе покаже зеленило, односно зрелост. Продолжуваме со читање на стихот. И во се што прави, напредува. За жал, некои луѓе го земаат овој стих како основа за верувањето дека секој потфат на верниците мора да заврши со успех. Не сум сигурен дека ветувањето на Бог е токму тоа, но во секој случај верувам дека оние кои се водат според Божјата мудрост може и треба да очекуваат благослов во секоја област од својот живот. Стихови 4 и 5. Но не се такви безбожниците. Тие се како прав што го разнесува ветрот. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Во еврејската мудросна литература често среќаваме споредба помеѓу две нешта. Во случајот на Псалм 1 имаме споредба помеѓу благословениот човек и оние кои живеат без вера во Бог. Ако од една страна благословениот човек е често пофалуван, од друга страна безбожниците се критикувани и нивните животи не само на земјата, туку и во вечноста ќе се движат во сосема различни насоки. Стих 6. Зашто Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Може би ќе се сетите, но во Евангелието според Матеј, глава 7, стихови 13 и 14, Господ Исус исто така зборуваше за две животни патеки. Таму се вели: влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот, и малкумина ги наоѓаат. Светото Писмо пред нас поставува две животни патеки. Една е Божјата, а друга е патеката која е трасирана од сатаната. Секој од нас треба да одлучи по кој пат ќе тргне и по кој пат секојдневно ќе се движи. Во свет каков што е нашиот, многу е полесно да се оди по широкиот пат, бидејќи многумина одат по него. И додека одите по тој широк и грешен пат,
никој нема да ви се спротивстави. Но, малкумина се оние кои влегуваат низ тесната врата и чекорат по тесниот пат. Токму тие ќе го наследат вечниот благословен живот. Со тоа доаѓаме до крајот на денешното проучување. За крај сакам да ве прашам, каква личност сте вие? Дали се вклопувате во описот на благословениот човек или во описот на грешниците, безбожниците и развратниците? Секој треба да си размисли за себе. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.